Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Кичево и целиот овој Кичевски регион, денес заедно со директорот на Јавното претпријатие за државни патишта и представници од општина Кичево, од Советот на општина Кичево, сме овде на рехабилитацијата на овој регионален пат од Кичево до Македонски Брод, со цел да направиме увид, да ја видиме динамиката на реализацијата на капиталните инвестиции и да укажеме на она што е нашиот приоритет во иднина, а тоа е реализација на капиталните инвестиции. Можам да најавам дека, како што гледаме и сите ние во овој изминат период, дека градежната механизација на македонските градежни компании е на терен и работи, што е исклучително важно, благодарение на целата оваа активност која што се врши и сега, но и во претходниот период од страна на нашите институции, со цел да во ова време на ковид криза ги бризгаме парите во што е можно поголем обем во македонската економија, така што можам да најавам дека еве овој пат кој што не е рехабилитиран од 70-тите години, денеска се рехабилитира, гледаме дека има и доста фреквенција, овде е и ТИРС зоната, овде е сериозна фреквенцијата на граѓаните од овој регион, се работи за регионален пат од над 25 километри, кој што ќе се рехабилитира за некаде над 190 милиони денари. Можам да најавам дека продолжуваме со ваквата инвестиција во целиот овој регион, со што инфраструктурата ќе ја доведеме на едно повисоко ниво, инвестициските циклуси во инфраструктурните проекти ќе бидат навистина задоволителни и ќе бидат високи, со висок процент, со што ќе направиме безбедни патишта и безбедна инфраструктура за нашите граѓани, што е исклучително важно, но и за развој на економијата, на бизнисот и отворање на нови работни места. Благодарам. Почитувани, ова е втората транша од патиштата што се рехабилитираат во нашата држава преку Европска банка за обнова и развој. Тие се 6 што отпочнаа пред некаде месец дена, а ќе најавам во овој регион посебно што ќе следуваат за ноември месец. Овој пат, ако прашате некој, ќе ви каже дека е од времето на бившата држава или поточно, како знаат народ да каже, вика ова е од Тито. Значи, од 70-те години не е чепнато, не е рехабилитирано ништо. Во должина од 26 км, како што рече министерот, од овде до Македонски Брод целосно ќе биде рехабилитирано. Некаде година дена, јас верувам во изведувачот дека и порано ќе може да стаса. Ова година мислам дека завршат некаде 5 до 6 км. Комплетно се менува и БНС-от и Абичкиот слој. Уште што е поинтересно за граѓаните на оваа регија, во периодов што следува, значи ноември месец, веќе проектите се завршени, ноември месец ќе бидат доставени и ќе бидат тендерирани од Другово до Демирхисар 42 км рехабилитација. Потоа ви следува од Демирхисар до Крушево, од Крушево до Кривогаштани, од Битола до Демирхисар, од Битола до Меджитлија. Значи некаде околу 300 км во оваа цела регија ќе се изработат, што ќе се согласите не е малку, а тоа се патишта остаени на забот на времето и многу отпорано требало да бидат изработени, но ние сме затоа тука, не градиме споменици, рехабилитираме патишта. Исто така е да многу убава за вас информација. Патот Кичево-Охрид е отпочнат, тој се работи, ќе се сработи така како што треба. Но во меѓувреме, Јавното претпријатие за државни патишта го завршува го завршува проектот некаде декември месец за првата фаза од патот Кичево-Гостивар, тоа е Кичево до Букојчани. И веќе имаме обезбедено уште оваа година 17 милиони евра грант од Европска банка за обнова и развој за градење на тој пат и во тек се преговорите за 17 милиони евра за изградба на таа прва делница од Кичево до Букојчани. Значи, поентата што е автопатот Коридор 8 да биде комплетен, а додека тој се гради, продолжува проектирањето на од Букојчани до Гостивар. Таму ќе има некои мали, така да кажам, специјалности што треба да се сработат за екологијата. Имате некои пештери кои ги викаат убавица, но сето тоа мора да се сработи согласно главните проекти. И исто така Кичево Осломе вие овде ви се завршува и на река Треска проектот е завршен на влезот во Македонски Брод и тој очекувам наредната година во нашата, така да кажам, експанзија на рехабилитација, реконструкција и градба на мостови кои што не биле чепнати на нас за 20-30 години, 12 се реконструираат комплетно, така ќе биде и овој, 4 нови се градат
и верувам дека сето ова ќе биде за добровит и за корист на граѓаните, а како што рече и министерот, се задвижува економијата, градежните компании последните 3 години, мислам дека е греото да се пожалат, а јавното претпријатие за државни патишта може да прашате било која градежна компанија, фактура не чека повеќе од 5 дена, а 2019 година, која што беше ударнички рекордна, и ќе беше и 2020 да не беше короната, само за, изградено и исплатено, јавното претпријатие за државни патишта има околу 200 милиони евра.